Јас сум Ангела Нацева, имам 10 години и сум пето одделение. Денес ќе ви раскажам книгата Хари Потер и реликвиите на смртта од Џон Кейтлин Роулинг. Во оваа книга се зборува за младиот волшебник Хари, кој се обидува да го порази најмрачниот волшебник на сите времења. Тој што е толку страшен што неговото име не смее да се спомне. Доколку некој се осмелил да го спомне, неговите верни слуги, смртојадите веднаш доаѓале и го измучувале за смрт оној кој се осмелил да го каже името. Главни ликови во оваа книга се Хари Потер, Хермиона Грейнџер, Рон Визли и знаете кој, оној чие име не смее да се споменува. Настаните се случуваат во волшебничкиот свет, свет кој не волшебниците, односно обичните луѓе, не можат да го видат. Хари, Рон и Хермиона се обидуваат да најдат едни магични предмети, наречени хоркрукси. Тие би им помогнали да го уништат самиот мрачен лорд, бидејќи тие го прават речиси бесмртен. Тие исто така се обидуваат да најдат и предмети наречени реликвиите на смртта. Тие би им дале посебни моќи кои би им овозможиле полесно да ги уништат хоркруксите. Мојата омилена случка беше кога тие дознаа дека еден од хоркруксите се наоѓа во најдобро обезбедената волшебничка банка. Таа била обезбедена со многу волшебни суштества и моќни магии. Тие се напиле волшебна напивка која ги претворила во еден од најверните слуги на мрачниот лорд. Тие успеале да поминат покрај обезбедувањето, но се нашле покрај една препрека. Волшебен водопад кој ги бриша сите магии и измами. Но тие успеале некако да ја поминат оваа пречка. Но следната не била толку наивна. Тие се најшле пред еден од најмоќните змеови во волшебничкиот свет. И одеднаш, доколку сакате да зазнаете што ќе се случи понатаму, прочитајте книгата Хари Потер и реликвиите на смртта од Џон Кейтлин Роулинг.